Здруженијето Станица 5 од Прилеп ја започна кампањата Зелен петок, преку која што секој последен петок во месецот ќе се организираат екоакции на територијата на општина Прилеп, со кои што ќе се актуализираат одредени еко проблеми кои што ги засегнуваат граѓаните. Во центарот на градот беше поставена мапа со територијата на општината, каде што граѓаните можеа да запишат кој дел од градот каков еколошки проблем има. За почеток сакавме најпрво да собереме идеи и предлози од граѓаните, да слушнеме од нив што е она што нив ги мачи во неколку различни форми, значи како екогрижи кои што ги имаат граѓаните, еколошки предлози за подобрување на состојбите или некои прашања кои што ги имаат до надлежните институции. За таа цел ја поставивме оваа мапа на општина Прилеп, на која што граѓаните можат да ја пронајдат својата населба или местото каде што го имаат лоцирано тој проблем, да ги дадат нивните предлози за ние подоцна во нашите акции и комуникација со надлежните власти да најдеме заеднички начин како тие еколошки проблеми и грижи да ги решиме. И нешто најчесто даваат забелешки граѓаните, што најмногу сакаат? Она што најчесто се пријавува како проблем е недостатокот на доволно зелени површини на територијата на општина Прилеп, узурпацијата на јавните површини, на тротоарите, на плоштадите и така натаму, најчесто од возила, загадувањето кое што тие возила го предизвикуваат, но исто така и во некои делови, значи оставањето на ѓубре во природата, ниската свесност кај граѓаните кога се оди на рекреативни прошетки, на излети во природа. Младите од Прилеп бараат повеќе зелени и парковски површини за рекреација. Каде што ние сите младите ќе можеме да го искористуваме своето слободно време и со што ќе создадеме одредени здрави навики, ќе се оддалечиме повеќе од технологијата и социјалните мрежи. Сметам дека во градот има доволно урбани населби и површини, сметам дека е потребно да се зголемат рекреативните центри, зелените површини, да се направат и да се подобрат постоечките паркови. И постарите граѓани бараат почиста и поеколошка средина, без диви депонии и со повеќе дрвја. Треба планини, не шуми, голи се сите планини, што да правиме. Нема они ке касарна од така стои, од него пошумува. Еве градоначалници нови, само ветува, ништо не исполнува. Зеленило, треба како не треба зеленило. Сето плочки го направи, што направиме сега. Сето не ги чиста никак. Полно е секаде. Знам кај мене над куќа има, одма дива депонија 2-3 години не е чиста. Не, тоа е. Зошто е ваква сликата? Па не знам тоа зошто. Не знам зошто, не ги чиста. Тоа треба градоначалникот да се види кај е, што е, за кигината и да се ја очиста. Жителите пак на руралните средини се жалат дека треба да ја чуваме природата затоа што таа се повеќе се загадувала и уништувала. Па јас доаѓам од еден од најчистите региони во државава, тоа е Марио, поточно од Витолиште. И ако нешто остана што треба да се грижиме, тоа е тој чист воздух и чисто еколошка средина. Што значи тоа? Значи грижа околу сите оние посетители што идат, дали биле како рекреативци, како риболовци или ловци, своето ѓубре да не го остават во планината, си го понесат со себе и во првиот контейнер да го одложат. Втората работа, има неколку викенд локации кои што имаат собствени канти и контейнери и побрзо чистење на истите од страна на институциите. Дрвократството е проблем кој што по се изгледа не можат да го решат сегашниве власти. Дрвократци има секој ден и то не едни, туку повеќе. Моторните пили бичат од утро до вечер. Лево десно само тргнете по патот за Крстец, лево и десно ќе ги гледате сувите гранки и стебла што се сечат и што се остават така. Катастрофа е со шумата на потегот од Оревоец до село Крстец. Акцијата е предвидено да трае во наредните 8 месеци, со надеж дека истата ќе прерасне и во традиција и дека секој последен петок од месецот во Прилеп ќе се организираат вакви еко иницијативи.